Ке имаме едно 20 минути, може би помалку, да размислиме малку за денешната тема. Денес 11 септември, мислев да зборувам за 11 септември, не толку за историјатот на тие настани, колку продолжение на нашата тема од минатата сабота за односот кон властите. За жал, тоа ќе го оставиме за некои други времења, ако воопшто дојдат. После погребот на сестра Мимица имам потреба и чувствувам потреба да зборувам на друга тема. Инаку на 11 септември се зборуваше за жртви помеѓу 3 и 6 илјади, колку што ја се сеќавам. Некои зборуваа за многу повеќе. Како и да е, на официјалните статистики не може да им се верува, ниту на неофицијалните статистики не може да им се верува. Со еден збор, на луѓе не може да им се верува. Само Господ знае што точно се случило во секоја историја, за секој историски настан, а и само Господ најдобро знае што точно денес се случува, а само тој знае што точно ќе се случува во блиска и подалечна иднина. Ја би сакал да мислам дека сета иднина на овој свет е блиска иднина. Дека овој свет нема подалечна иднина, туку после таа блиска иднина следи Христовото доаѓање, судниот ден и Господовото царство. Како што читавме и од утринските стихови, не само оваа седмица, гледаме како денешниот свет, кој е многу порасипан од порано, пример од минатиот век. Минатиот век е многу порасипан од 19 век. Луѓето се светот општо, значи големи дел од луѓето, нивните вредности, начин на живот е се подалеку и подалеку од Господа. И токму затоа, денес луѓето се по-ранливи, и по-збеснати, и како што ми рече Андреј на гробиштата, по-аздисани, по-нестабилни, емотивно и морално. Денес имаме еден куп слабаци. Зошто се луѓето такви? Значи, какви беа нашите предци? Нашите предци беа луѓе, еве до генерацијата на баба ми. Секој од вас може би има некој предок, баба, дедо или може би прабаба, прадедо, ако не баш баба, дедо или родител. Во тоа време луѓето и раѓале многу деца. Ја исполнувале Божјата заповед. Раѓајте се и множете се. И живееле мачен живот, тежок живот. Некои од децата умирале уште како деца, како бебиња. Елена Вајд закопала 2 сина од 4 што ги родила. А првиот на 16 годишна возраст од болест исто така, а последното, 4-тото, како бебе уште. Значи само средните, 2-тиот и 3-тиот стен пораснале во возрастни
потоа тие си создале своји семејства и така натаму. Луѓето минувале низ војни, меѓутоа тие биле свикнати на страдање, тие не биле кукавици, тие тоа не го сметале за ајде сега да паднеме во несвест или да се фрлиме од 17 спрат или од мост во Вардар и така натаму. А што слушнавме пред малку седмици за оној штипски случај беше, нели? Момче и девојка што се вереници и се самоубиле. Каква емотивна катастрофа. Значи. Што да се каже? Колку луѓето се оддалечеле од Бога, тие станале неспособни да поднесуваат страдање. Сакам денес да разбереме, и Светото писмо тоа го кажува, дека страдањето во грешниот свет е Божјо провидение. Господ сака секој еден од нас да носиме крст, некаков крст. Секој еден од нас да поминеме низ некакво страдање. И да го претрпиме. Зошто е тоа потребно? Да отвориме во посланието до евреите, наместо, како што реков и во средата, уште во дворот на брат Раде, значи и на гробишта, ние не сме тука, во овој свет ние не сме тука за да уживаме. Ние сме фрлени во ринг, во арена, ние сме во борба. Во борба. И додека не бидеме вомировени, односно дека Господ не повлече од таа борба, не заспие, или додека Господ не дојде, ако цело време дишеме до тогаш, ние сме во борба. А во борба има маки, има страдања. Да се подсетиме Евреите 2 глава, се вели 10 стих, зашто му прилегаше на оној поради кого е се и од кого е се, при донесувањето на многубројните чеда во слава, значи се мисли на сите спасени од светот, преку страдања да го усоврши зачетникот на нивното спасение. Кој е зачетникот на нивното спасение? На нашето, значи, спасение. Кој е зачетникот? Исус. А кој е оној од кого е се и поради кого е се? Оној што преку страдање го усовршил Исуса, зачетникот на нивното спасение. Тоа е Бог Отецот. Бог Отецот го испратил Синот во овој свет. Зошто? Дали знаете зошто демоните имаат, паднатите ангели, имаат патолошка желба да живеат во човечко тело? Тие многу сакаат да живеат во човечко тело. И било преку обседнување на некој грешник, кој што пречекорил многу граници за да падне во таква состојба, демоните да имаат пристап до неговото тело. Не само тоа, демоните имаат, ѓаволот има патолошка желба да го направи истото што Бог го направил, тој да се отелотвори, тој да се роди како човек, да живее како човек. Многу сакаат да живеат во човечки тела. Затоа имаме многу докази во Светото писмо. Само да се сетиме на она што Христос го кажа, истараните демони, шетајки низ безводни места, значи пусти места, по некое време, здосадени, не наоѓајќи мир, што си велат? Ајде да се вратиме
во домот. Значи, во некое човечко тело. И таму повторно да живееме. Дали знаете зашто демоните сакаат да живеат во тело? Тие ни завидуваат нас луѓето, тие сакаат да живеат во тело, за да тие ги уживаат телесните страсти, задоволства и така натаму, што телото, живото и здравото тело ги овозможува. Но Господ го испратил својот син во тело, значи да се роди како човек и да живее во овој свет во овакво слабо и смртно тело, за да страда, не за да ужива. Исус не дошол во светот за да ужива во него. Да видам како е да се биде човек, па задоволства, па забави, па да, сето тоа спаѓа во тоа. Шо убаво? Не. Христос бил свесен дека дошол на непријателски терен, на бојно поле, каде што се води војна, каде што беснее војна. И во нашето тело дошол не за да ужива, иако телото ги овозможува уживањата, туку за да страда. Значи, паднатото грешно тело, смртното тело, само во такво тело можеш да страдаш. Како што само во такво тело и постојат страсти, кои што, или поточно речено, таквото тело е седиште на телесните страсти. Само во смртното тело, во слабото тело, може да се страда. Христос не би можел да страда, ако бил роден во некое тело поинакво од нашето, природа поинаква од нашата, ангелска природа или природата на Адам пред да падне во грев и така натаму. И стихот вели, за да го усоврши, значи Христос требал да биде усовршен преку страдања. Значи, дури и на безгрешниот требал да помине низ испити, низ искушенија, низ страдања, за да се усоврши. Да отвориме во второто послание до Тимотеј, 2 глава, малку поназад, второ послание до Тимотеј, 2 глава, почнувајќи од 8 стих, од 8 до 13 стих е еден одсек кој што во овој превод самиот одсек носи поднаслов "Спомни си за воскреснатиот Исус". Да видиме што тука кажува Павле, почнувам да читам од 8 стих во 2 глава, од второто послание до Тимотеј. "Спомнувај си го Господ Исус Христос од Давидовото семе, кој воскресна од мртвите според моето Евангелие." Зашто го споменува Давидово семе во оваа тема, во оваа мисла? Значи, повторно, за да не подсети на каква е човечката природа во која што Исус дошол, како во евреите. Поради кое, се мисли на Евангелието, поради кое страдам, значи апостол Павле за себе вели, поради кое страдам дури до окови како злосторник. Но Словото Божјо не може да се стави во окови. Затоа се трпам заради избраните, за да добијат и тие спасение во Христос Исус со вечна слава. Верни се зборовите. Ако со Него сме умреле, значи ако со Христа сме заспале, како сестра Мимица, како брат Трајко, како многу наши верни, од порано, и низ вековите од Христа навака. Ако со Него сме умреле, со Него и ќе живееме. Бидејќи Христос не е цело време умрен од тогаш наваму, туку од воскресението наваму е цело време жив и смртта повеќе нема никаква власт над Него. Овој превод вели, ако истраеме, мислам другите преводи велат, ако со Него
страдаме со него и ќе царуваме. Сакаме да царуваме со Христос. Христос бил некој што пострадал. Може ли ние да царуваме со Христа, да имаме слава со Него, ако не сме страдале? Христос е некој што страдал, што пострадал. Може ли да постои воскресение без смрт? Не може. За да постои славата на воскресението, морало да постои смртта пред тоа. Некако што муслиманите ја порекнуваат Христовата смрт, велејќи дека Исус не умрел на крстот. Морал да умре, и тоа умрел со сурова, насилна смрт. И затоа било толку вистинито и реално неговото воскресение. Ако истраеме со него или ако со него страдаме, со него и ќе царуваме, а ако се одречеме од него, и тој ќе се одрече од нас. Ако пак не сме верни, тој останува верен, бидејќи самиот себе не може да се одрече или тој не може да се порекне самиот себе си. Би сакал да завршам со зборовите на Елена Вајт, која што Господ и дал голема чест да биде негова министерка, негова слугинка, негова пророчица и голема одговорност истовремено. А сепак била жена која што исто така поминала низ страдање. Многу страдања уште од тинејџерска возраст, кога некоја друга девојка и го скршила носот со камен. И заради тоа трајни последици во целиот понатамошен живот, до крајот. И она што го споменав, како возрастна мајка, од 4 деца што ги родила, 2 положила во гроб. Живееме во време, значи, кога овие генерации не се спремни на страдање, овие се слабаци, овие се пифти луѓе, значи, не се како нашите христијански предци, кои што живееле и на нива, и од нива, и поминувале низ војни, низ болки, низ страдања, и сепак биле верни. Страдањата не го омаловажуваат човекот. Страдањата го јакнат карактерот. Не го понижуваат човекот. Исто така како и трудот. Само гревот, вели Елена Вајт, го понижува човекот. Има еден цитат во кој што Елена Вајт вели: Бог никогаш не му ветил на својот народ дека ќе биде иземен од страдања. Значи, Господ нас не ни ветил дека нема да имаш страдање. Нема да имаш маки, нема да имаш болки и така натаму. Но тој, значи не ни ветил дека ќе бидеме иземени од страдање, но тој ни ветува нешто што е многу подобро. Тоа се познатите зборови во 2 Коринтијаните. Доволна, последната глава, доволна ти е мојата благодат. Значи, Господ не сака, или имаше еден статус на Фейсбук пред неколку седмици, ако не се лажам, кај што вели, Господ не ги зел израелците да ги прелета преку Црвеното море, туку го отворил морето да поминат низ него. Со други зборови, или може да речеме, Господ не го угаснал огнот во печката, каде што биле фрлени Седрах, Мисах и Авденаго, или не направил не спречил да не бидат фрлени, туку
Господ го дозволува искушението, испитот, пробата, тестот, страдањето, но и тој, она што е битно е тој, неговата благодат, е со нив, додека тие поминуваат низ тестот, додека страдаат. Тоа е суштината. И сега вели, кога на нас ќе дојде искушение, прогонство, неволја, Господ не сака да мислиме дека тој не напуштил. Тогаш кога врз нас доаѓа неволја, несреќа наречете ја, искушение, прогонство, тој не сака да мислиме дека Господ не напуштил, бидејќи во нашата слабост неговата сила се усовршува, според истите зборови. Доволна ти е мојата благодат. Тој не смета за многу вредни во неговите очи. И сега замислите ова реченица. Врз нас тој ставил вредност, значи каква цена ставил Господ врз секој еден од нас, врз нас тој ставил вредност која што е еднаква на страдањата на неговиот возлюбен син. Колкава е твојата вредност? Твојата вредност е еднаква на Христовите страдања. А колкави се тие? Тоа е вредноста на Христовиот живот. Вредноста на неговата крв. А тоа е бесконечна вредност. Господ сака и нас да не усоврши преку страдања. Немаме многу време да продолжиме. Ке продолжиме, ако даде Господ живот и здрави, ке продолжам следната сабота навечер на истава тема за страдањата. Оче наш, ти благодариме и на крајот од овој саботен ден и на почетокот веќе влезени во новата седмица. За сите твои добрини, за сите твои милости, за сите твои благослови, што се ни ги дал во нашиот живот. Се сеќаваме и на многу страдалниот Јов, и никој од нас не пострадал толку повеќе, колку што он страдаше, без никаква негова вина. И сепак тој го понесе тој тежок, најтежок крст и ти остана верен до крајот. И многу што си му вратил потоа на крајот од сето тоа што го загубил. Господи, ние знаеме, благодарение на Твојата голема милост, на Твојата голема жртва, благодарение на Христовите страдања, дека нашите мили покојници не се изгубени, туку се спасени за вечност. Во Твоите раце и никој и ништо не може да ги истргне од Твоите раце, од Твојата заштита. Те молиме, ние што остануваме на земјава, те молиме, води не во оваа нова седмица. Води не, чувај не знаеме што не чека во новаа седмица. Како што не знаевме пред 7 дена, кога ја започнувавме предходната седмица и се молевме за Твое водство низ неа, дека тогаш сестра Мимица ќе не напушти по Твоја волја. Не знаеме и сега што не чека во наредниве денови, но те молиме за Твое водство, Твоја благодат, Твоја милост. Ова те молиме и ти благодариме во Христово име. Амин.